од Барселона, Шпанија, во Скопје, па во Hype TV. Имаме со нас гостинка една жена лавица, односно атлета и фитнес инструкторка, се работи за Катерина Попева. Катерина само што се врати од Шпанија, освои златен медал на светското првенство во бодибилдинг и ние одма да имаме нормално во Hype TV. За сите ова, односно за сите она што Катерина ќе го каже, ние ќе го пренесеме ексклузивно на Hype TV и пред вас гледачите. И имаме честа да ни биде гостинка токму таа. Јас на Кати посакувам добар ден, добро ми дојде во Hype TV и како се ми? Здраво, одлично. Малку уморна од пат, ама супер. Многу добро се чувствувам после целиот настан. Знаеме дека од Шпанија директно во Скопје, од Скопје директно кај нас во Hype, мора да ти имаме, бидејќи таму освои златен медал. Зашто всушност станува збор? Значи, станува збор за фитнес и бодибилдинг светско првенство. Оваа година се одржа во Шпанија, минатата година беше во Токио во Јапан. Требаше да биде во Кина, меѓутоа го одложија од Кина и го направија во Шпанија. Така да јас директно се доаѓам од таму, директно од светско првенство. Искрено сум, уште не сум свесна што се случи, сум така под импресии и ми треба време малце ми легне целата информација. Се работи за златен медал, го освои заедно со некој друг, мислам дека беше заедно или едниот медал беше во Санта Сузана? Значи вака, во Санта Сузана беше целото првенство, тоа беше практично фитнес и бодибилдинг надпревар, светско првенство само за жени, за мажите беше светски куп, а светското првенство за мажите во Саудитска Арабија. Има категорија која што се вика mixed pairs, значи мешани парови или парови, на која што јас никогаш не сум се надпреварувала. Поузингот е различен, апсолутно нешто ново за мене и јас не имам во план да се надпреварувам во таа категорија. Јас сум боди фитнес атлета, значи веќе 12 години се надпреварувам во боди фитнес дивизијата. Имам колега од Бугарија, кој што е многу помлад од мене и се надпреварува веќе долги години тој, многу добар физик, многу добра атлета и ми предложи така најрандом, најслучајно ми вика: Катерина, сакаш ли да излеземе во мешани парови заедно, со тоа што може да сме од различна земја. Секој си добива трофеј и медал, меѓутоа бидејќи беше светско првенство за жени, целата награда, значи кога ќе стои таму во листата која земја победила е Македонија. Јас се согласив, тоа немаше проблем со ништо и вечерта пред надпревар си викам: леле, што направив? Викам, како јас ќе излезам во оваа категорија, ме фати страшна паника. И он цело време ми каже: спокојно, спокојно, беше многу искулиран, ми влеа некоја голема сигурност, многу беше забавно и освоивме злато. Кате имаш мал милион награди освоено, што на државно првенство првак на Македонија, во Токио, на разни континенти. Некои викаат наградите не ми значат ништо, но јас не би се согласил со тоа. Сепак тоа е поттик можеби и за понатакот, и сепак се работи за големи награди. Тоа не е на ниво на, не знам, регионално ниво, сепак и на светско ниво. Апсолутно значат наградите, како и да е, значи ние кога се надпреваруваме, кога се спремаме за надпревар, не ни е главната цел тоа. Тоа е, како да кажам, како една цел за која што кога немаме мотивација да не води, нели, да можеме да издржиме во целиот процес, да го онастанување, тренинг во текот на целата година, за можеме да го издржиме апсолутно целото спремање. Меѓутоа, нашата идеја како атлети, јас ќе ти кажам, бидејќи долго време го правам ова, и секој еден од нас, дали е во машка дивизија, во женска, sejedno, ние топ 6. Дали е на европско, дали на светско првенство, топ 6. Ако освоиш нешто повеќе, бидејќи не секогаш формата која што имаш може да е најдобра до сега, меѓутоа тоа не е пресудно. Секогаш за прво место се сплет на околности, среќа, судиски панел и така натака. И секако кога ќе добиеш наградата е стварно страшно задоволство, пред се не чисто ради мене. Јас се представувам нашата земја, јас сум пример за млади, пример за спортисти, пример за целава земја, така да наградата секако е многу важна.
12 години се занимаваш со фитнес, инструкторка си, наградите се тука, преку тебе буквално поминале многу генерации, млади генерации се изградила многу ликови, бодибилдинг ликови, нели и цврстина во нивниот карактер, влевање на самодоверба. Колку од денешна перспектива кога ќе се навратиш, го гледаш твојот успех токму на тој план? Значи да, најголемата цел пред се како тренер не е изгледот кај еден човек. Значи секој вежба секако со различна причина, секој доаѓа со различна цел. Меѓутоа мојата цел е да направам најдобра верзија од луѓето што може да биде. Пред се мене како ме промени како човек овој спорт, ме изгради како личност, многу научив, многу пораснав, ми даде многу голема психолошка цврстина, она како викаат, ако можеш да издржиш глад, да не јадеш, можеш да се справиш со се. Значи, многу повеќе стои позади тоа, јас тоа гледам да го пренесам на сите мои клиенти. Пред се да имаат една убава рутина за здрав живот и секако 12 години се бавам со компетитивен бодибилдинг, меѓутоа како тренер работам веќе 20 години, така да имам многу големо искуство, сум се сретнала со најразлични луѓе, најразлични карактери, ја сакам работата многу и задоволство ми е што повеќе да ги мотивирам луѓето да бидат најдобрата верзија од себе. Да работат на себе, не само на изгледот, туку и на внатрешноста. Луѓето често викаат, па не можам, не сакам, па тешко е, па не знам ова, не знам она, дали се тоа навистина само изговори? Да, секако се изговори, иако има секако секој еден од нас има различен ритам на функционирање, различни животни обврски. Верувам дека на сите не ни тече исто денот, меѓутоа на сите ни е тешко, на секој еден од нас, без разлика тоа дали се тоа фамилиарни обврски, деца, работни, секоја плани на своја тежина, јас така викам, и секако се изговори, бидејќи кога ќе си поставиш некакви приоритети, а секако здравето е најголем приоритет, па после тоа преку тоа работиш ти на психата, на издржливоста, на цврстината, на карактерот и така натаму. Мислам дека тоа е најважен приоритет кој што треба да го имаш и дека ако треба ќе си ги поместиш обврските од порано или ќе останеш подоцна за да можеш да имаш еден час само за себе кај што ќе работиш на себе. И секако дека се изговори. Токму во тој еден час, што се случува? Како се јача, се сили и менталната, меѓутоа и физичката сила? Што правиш еве ти? Значи не е многу покомплексен е тој час. Многу покомплексно е кога си тука во вежбална, не е само дека ти креваш железа. Значи, кога си тука, кога ја правиш вежбата, си тука присутен само во моментот и ништо друго не се мисли. Зашто викам броиш? Броиш затоа што се фокусираш на вежбата, прво да не се повредиш, второ сега, не после, нешто беше, сега тука јас, сам со себе. Правиш конекција со телото и апсолутно после вежбањето се лачат ендорфини, хормон за среќа, се подобрува циркулацијата, расположението, се регулира крвен притисок, апсолутно се зголемува и сексуалната желба кај сите, едноставно прекрасно се чувствуваш, многу убаво и тоа кога е во континуитет, кога си посветен, нормално може да има отстапки, си не секогаш сите, јас професионално се бавам и тоа ми е како, значи, добро утро, тренингот мора да се направи. Меѓутоа за рекреативните вежбачи да се пропушти, ама тоа да е во континуитет долго време има страшно големи бенефити. Значи, колку инвестираш сега, подоцна, кога ќе бидеме повозрасни, апсолутно ќе бидеме здрави, ќе можеш нормално да стануваш, нормално да седнеш и што повеќе да траеш. Најчесто кај нас луѓето имаат стереотипи кога ќе видат убава девојка, меѓутоа има и мускули на нејзиното тело. Кој е тоа став за тоа, бидејќи јас сепак сметам дека внатрешноста е она што го карактеризира човекот, па таа се рефлектира преку надворешниот изглед. Да, во право си, женственоста не доаѓа од мускулите, доаѓа од внатре. Не само мојот спорт носи таква рамка на изглед, секој спорт женски, машки носи една рамка, нели, тенисерките имаат многу мускули, апсолутно тоа не ја прави жената неженствена
И многу често ми се случувало во маркет да коментираат момци, леле, ако те грабне девојка, ќе ти истапа. Јас сум се вртела и сум викала, дечке, не знам дали сте виделе како изгледа бодибилдинг настан. Ние сме во штикли, во бикини, со шлјокици, нашминкани, со трепки, значи, ја позираме како балерини. Јас не сум тепач, значи, јас сум спортист. Апсолутно, тоа се страшни стереотипи и треба луѓето да излезат од тоа. И кај нас е малце таква средината да ако изгледаш поразлично, одма си како црна овца. Така да, ама јас никогаш не сум сакала да се вклопам во со сите. Секогаш сум сакала да одстапувам од не само со спортов, туку општо тоа ми е како еден стил, еден начин на изразување и така. Токму таа отстапка, слободно можам да ја наречам, ја направи кога го спои модниот дизајн и бодибилдерството, иако навидум не споиви работи, започна прво со работа како модна дизајнерка, потоа се преферли на бодибилдинг. Колку тие две нешта се допираат и колку влијаеше креаторството на твојата личност, односно модниот дизајн? Апсолутно многу, мислам, јас сум порасната со моден дизајн, порасната сум уметност, пред се пошто завршив средно уметничко, после завршив ликовна академија, моден дизајн, 15 години имав ателје, кај што работев, нели, со моден дизајн, така да секако јас пораснав со тоа и тоа исто така има многу голем печат на мене и на мојата личност и на мојот животен пат. Не сум престанала, иако има едно затишје од неколку години, меѓутоа јас работам на еден проект кој што ќе се спои со ова што го правам сега. Јас двете паралелно сум ги правила уште од млади години. Мислам со ова се вежбам од свој 14 години, фитнес и бодибилдинг, не компетитивно, нели нормално рекреативно и подоцна како терен, па малку подоцна како преварувач. Навидум се различни, но сепак се многу исти. Затоа што она првото што го гледаш во двете професии дека ја работиш на изгледот, ама позади тоа стои нешто многу подлабоко. Значи, сите тие креации кои што сум ги правила претходно се концептуални, како што се прави една уметничка слика, со многу голема позадина, со многу голема приказна. Ова што го правам сега е исто така. Не ист начин поврзано, само навидум изгледа дека е различно. Иначе, кога ќе размислам подлабоко, може и се многу слични професиите. Да. Естетика. Токму тоа. Кога ќе додат во теретана, машки или женски, кои се потешки за брусење под наводници? Апсолутно жените. Ако се прашам, јас би работела само со мажи. Се шегувам, нема врска, не е. Сакам да работам со секого, тамо на работа не ги делам така, меѓутоа точно е тоа дека жените се, да речам, малце покомплексни во тој дел и малку по мажите се поедноставни. Кога ќе дадам одредена задача, тие ме слушаат и ако одстапат од тоа што сум им го дала, ми кажуваат директно. А жените од околу па ме лажат, па се наоѓаат изговори, па се вака, па сакам ова, па сакам она, бараат 500.000 причини како да заобиколат, ама да не се направи по тој начин. Малку потешки се работа, морам да признам. Јас сум спортист, малку имам поинаков карактер, сум како војник и можеби затоа ми е чудно, иако сум жена. Дефинитивно, жените се потешки. Би те прашал, дали планираш да го споиш модниот дизајн со бодибилдерството, бидејќи може многу да произлезе од една креативна мисла во друга и се добива до финален производ. Значи, конкретното прашање ми е дали некој си размислувала да продуцираш спортско облек? Да, значи ќе најавам само еден мал дел. Нови проект со новава вежбална, која што ја работевме, овој проект доработевме цело лето. Уште не е во 100% фаза завршен, меѓутоа е во рамките на финишот. Го работиме заедно со моја многу добра другарка и колешка Нина Симовска. Можда сте слушнала, јавноста слушнала за неа. Она има бренд кој што се вика Just Because. Таа е бивша спортистка која што се бави со уметност. Јас сум бивш уметник која што се бави со спорт и таа приказна е многу интересна.
Нема да најавам понатаму затоа што е поврзано со целата приказна за колекцијата. Сакаме да направиме колекција, за многу брзо секако ќе бидете известени. Ќе те поставам едно директно прашање, дали мажите се плашат од тебе? Не знам како да го формулирам ова, дали се плашат, некои се плашат, некои не се плашат, најверојатно да. Не се плашат од изгледот, апсолутно не. Претпоставам дека се плашат од можеби од тоа што сум многу ваква како што сум, од овој карактер. Како што реков, човек кој што е истраен и кој што има ваква дисциплина, кој што може да гладува, може да издржи се. Мислам дека тоа се плашат. Како стоиш на љубовен план? Моментално се шегувам. Моментално сум сингл, посветена сум на професијава, на работава. Сигурно ќе да знаете кога ќе има нешто ново. Мислам ова е Скопје, да се разбереме. Да, се дознава, мал град, мала земја. Да, така. Еве и за крај би те прашал кои се твоите идни планови кога се во прашање првенствата, дали веќе имаш нека одредена агенда по која што би се раководила и би настапила некаде надвор од земјава? Секогаш сме со некаква агенда, меѓутоа последниве 4 или 5 сезони јас не сум престанала со такмичење, со надпревари. Со мојот тренер Бован Ѓуровски, кој што е претседател на нашата бодибилдинг федерација, решивме дека оваа пролетна сезона јас ќе паузирам, да го одморам малку телото од диета и од протокол за надпревар, нормално, дека не е исто. Мислам, јас ова го терам како животен стил, јас никогаш не отстапувам со мали отстапки после надпревар, нормално да се опушти малку психата и телото. Меѓутоа, треба да се одмори телото и планираме за следната есенска сезона. Сега за сега е светското првенство и можеби поранешен Арнолд Класик, сега се вика World Cup. И ако има некој надпревар околу, кој што ќе можеме да го клопиме во тајмингот, бидејќи нели се темпира формата и за да може да не е премногу блиски, да не е премногу далеко, за да можеме да истемпираме формата најдобро што можеме. Каде ти благодарам многу за ова прекрасно интервју, ти посакувам многу успех, уште многу награди и да го ведеш македонското знаме насекаде. Ви благодарам многу, фала што дојдовте.